Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од деловникот на Советот на општина Битола, ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред. Точка број 1. Јавен повик за надоместување на дел од трошоците за набавена и монтирана нова ПВЦ или алуминиумска дограма за домаќинствата на подрачјето на општина Битола за 2025 година. Комисијата ќе одржиме заедно со Комисијата за животна средина. Го молам известителот да го прочита дневниот ред. Добар ден, почитувани. Свикувам седница на Комисија за заштита на човекова средина на Советот на општина Битола за 24.3.2025 година, понеделник во 10 часот, со предлог на следниот дневен ред. Имаме точка 1. Јавен повик за надоместување на дел од трошоците за набавена и монтирана нова ПВЦ и алуминиумска дограма за домаќинствата на подрачјето на општина Битола за 2025 година. Предлагам заеднички двете комисии да ги разгледуваат точките. Имаме представници од општина, повелете. Добар ден на сите. Материјалите ви беа испратени, јавниот повик, изјавата и краткото видео за начинот на кој што ќе се одвива аплицирањето. Оваа година, различно од претходните години, што ќе биде електронски. Значи, мерката е со цел да се зголеми енергетската ефикасност. Од услови за учество, апликантот мора да е жител на општина Битола и да нема аплицирано на претходни повици за дограма во претходните 2 години, бидејќи имаше 2 јавни повици претходно. Дограмата мора да биде набавена и монтирана во периодот од 24.3.25 до 7.4.25. Аплицирањето е електронски на subvenции.bitola.com. Рокот на аплицирање започнува, значи да се аплицира после 2 недели од набавување и монтирање, од 8.4. до 14.4.25. Принципот е ист, прв аплицирал, прв услужен. Додека од потребни документи се скенира на оригинал фискална сметка со датум 24.3.25 до 7.4.25, фотографии од стара дограма која се заменува со фотографии со нова ПВЦ и алуминиумска дограма која е вградена во домот, значи пред и потоа, скенирана важечка лична карта или патна исправа од барателот, скенирана изјава заверена на нотар од барателот дека тој лично или член од неговото потесно семејство немаат искористено право на поврат на средства за набавка на дограма и дека се согласни за користење и обработка на нивните лични податоци. Начинот на аплицирање, како што претходно ви кажав, е објаснат во видеото. После завршување на комисијата со објавување на јавниот повик ќе биде ставено и видеото за да можат граѓаните да видат на кој начин ќе можат да аплицираат. Благодарам. Отварам претрес, дали некој бара збор? Повелете. Благодарам. Денес го имаме самедниот јавен повик за ПВЦ дограма. Во програмата за животна средина имаме и за субвенционирање на клима уреди. Да. Мислам дека и тој повик требаше да види како точка на дневен ред. По насоп, извинете. Бидејќи времето е сега, после ќе биде касно. Лани, знаете дека имаше реакции од граѓаните и од советниците тука дека премногу касно се распиша јавниот повик. Затоа предлагам да се направи јавен повик и за клима уреди. Благодарам. Меѓутоа, знаете, колега, дека ние не можеме да побараме да ни пуштат ако ни пуштат од општина во ред, а службите зошто го пуштиле само тоа, повелете, ако сакате да ни објасните. Значи, јавниот повик за клими е исто спремен, меѓутоа со завршување на јавниот повик за дограма, веднаш ќе биде пуштен јавниот повик за клими. Бидејќи е електронски, со цел да не ги збуниме граѓаните со јавните повици, по завршување на дограма, времето е, значи, пред да бидат распишани изборите, ќе биде пуштен и јавниот повик за клими. Негде крајот на април, почеток на мај, ќе биде пуштен јавниот повик за клими. А ова е одлука на градоначалник или на одделение? Не, беше препорака на одделението кое што е надлежно за електронското аплицирање, за да не дојде до збунување на граѓаните. Ни беше посочено дека ќе биде пуштен после јавниот повик за дограм, иначе двата повици се спремни. Фала. Дали некој друг има прашање? Повелете. Овај пат, како што спомнавте, ќе биде со електронско аплицирање, Да. така? Подготвен е, мислам, може да ми кажете кој е
Ќе буде општина Битола или приватна фирма ќе буде? Јас колку што знам имаше јавен повик за фирма која што изработува страната и јавните повици. Значи јавниот повик ќе си го фирма. Добро, и во случај да има, пошто секој пат, ако прв дојден, прв услужен седе од 2 вечери, падни од Савајле, бидејќи, ќе се премени на друг начин или ќе се остане, ќе се поништи? Ние како комисија немаме одговор на тоа прашање. Предпоставувам дека изработувачите си ги сносат и Не, ти се случи. одговорноста. Абе, првиот пат се случи да имаме јавен повик, тоа беше пред 2 години. Падна, па се продолжи и после правевме ребаланс на буџетот. Затоа ве прашувам чисто информативно за граѓаните да знаат. Мене најмалку ми е битно, меѓутоа тие ќе прашуваат во текот на овие дена што вака така од Савајле пријавување и такви работи. Затоа ме интересира нешто. Значи, согласно одговорноста нивна и нивната гаранција дека страната нема да падне. Значи, да. тој што си е знадежно. Да. Добро. Велете. Јас имам неколку прашања. Значи, прво, дали условите за јавниот повик за 2025 се исти со условите за јавниот повик кој што беше во 2024 година? Да, условите се исти. Само Дали- начинот на аплицирање е различен. Да, значи, дали сте задоволни од претходниот повик со условите, дали имаше некој проблем или се си течеше во ред? Имаше поголем број на апликанти, а иначе во делот на документација, согласно јавниот повик, се си беше во ред. Во смисол, ако сте се сретнале со некои си проблеми, треба во овој сега јавен повик да се направат измените за да се олесни работата кај граѓаните. Тоа ми беше прашањето. И уште едно во емалот кој што ни го пуштивте, колку што прочитав јас, беше јавниот повик дека ќе се објави на 24-ти. Да, Тоест со денешна дата. да. 24 денес не се зачетврти. Оти претходните неколку години зборувавме дека треба малце се остави период, барем од 2-3 дена, да може да се запознат граѓаните, за да можат да си обезбедат услови за да набават Значи, ПВЦ дограма, фискална сметка, значи да си обезбедат средства, бидејќи сумата сепак што им е потребна за да набават е висока. ако добро ме слушавте, денес го објавуваме јавниот повик, а граѓаните до 7.4.2025 имаат можност да набават и да ја монтираат дограмата, а аплицирањето започнува на 8.4. Да, меѓутоа условите беа прв дојден, прв услужен. Така? На 8.4 ќе биде прв дојден, прв услужен. Денес само се објавува јавниот повик за да бидат запознаени граѓаните во тој период, набавуваат и ја монтираат дограмата. А нема да има врска, значи фискалната сметка дали е на денес или дали е по 3 Фискал- дена, ако си аплицира Да, прв, Да, значи имате една скенирана недела. појќе. Да. 15 или 16 денови имаат. Значи скенирана оригинал фискална сметка со датуми 24.3, 7.4.2025. Аплицирањето започнува на 8. Значи важен е датумот на аплицирање, не датумот на фискалната. Датумот на фискалната е важен од 24.3. Да, мислев во контекст Да. прв дојден, прв услужен, дека не мора да значи некој ако купил денес дека ќе земи, заради може да тоа што биде бил со фискалната таква. од 7.4. аплицира на 8. Во ред. Некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Точка број 1. Јавен повик за надоместување на дел од трошоците за набавка и монтирање нова ПВЦ или алуминиумска дограма за домаќинствата на подрачјето на општина Битола за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака? Финанси комисија. 5 за. Повелете. Точка број 1. Јавен повик за надоместување на дел од трошоците за набавена и монтирана нова ПВЦ и алуминиумска дограма за домаќинствата на подрачјето на општина Битола за 2025 година. Кој е за? 4 за. Против? Како? Нема за. Ова воздржани? Аути 4. Добро, во ред. Констатирам дека комисиите се завршени. Ви благодарам за присуството.